ние во апликацијата која беше доставена до Министерството за култура за проектот Запознајте ја Македонија од лицето Фатон Ислами беше наведено дека во 3 различни градови, во Тетово, Кратово и Кичево, преку снимени видеоматеријали ќе се промовираат некои особености и автентичности од културното живење во овие градови. Ниту во доставената апликација, ниту во описот на проектот, ниту пак во видеото што го погледнав, нема говор на омраза, ниту пак повикување за насилство. Дали тоа што не Значи, никој, извинете, кај има? Во видеото дали има? Во видеото има парола каде што пишува погледнете, овие се канцерот на Европа. Нема такво нешто, јас го погледнав видеото. Точно Ако има, од тогаш инспекцијата ќе оди и ќе превзема конкретни активности. Не можеме ние као министерство да дозволиме да се промовираат такви проекти. Доколку има, ние ќе преземеме соодветна инспекцијска активност. Но, од тоа што го видов и тоа што го слушнав, нема било каков говор на омраза. А исто така, во овој проект, исто така се промовираат и локалитетот Кумплици и културното наследство на Кратово. Исто така има и видео за Кичево, каде што преку историјатот на возот и железничиот сообраќај се представува и културното наследство на овој град. Простете, министре, во видеото се вели дека балистите се повеќе од навивачка група и спорт. Станува збор за идентитет и за гордост. Немојте... Само малку, да довршам. За каков идентитет станува збор? Извинете, тоа не е наш израз, ниту пак целиот текст е поминат од Министерството за култура, ви го прочитав делот од апликацијата. Значи, ние немавме таков опис на апликацијата кога они аплицира за ние да одиме од збор до збор да видиме што. Ако имате вие прашање што значи тоа, прашајте, извинете, прашајте го лицето Фатон Ислами. Вие како министерство сакате да кажете дека се оградувате од тоа што е содржано во видеото? Ако има било каков говор на омраза, што ќе ги омаловажи другите, јас одма ќе превземам конкретни инспекцијски активности, ви кажувам, не дека само се одрекувам од тоа. Добро, ако балистите се поистоветуваат со Тетово, од кога навивачките групи? Али тоа не е проект наш, не е проект. Министерството за култура. Ајде уште Зошто токму балистите се предмет? Значи ви реков, ај уште еднаш да го спомнам. Зошто не се, например, шоферите од Скопје или навивачката група од Комарово? Значи, описот на проектот нигде не го спомнува дека он, кога ќе го направи проектот, ќе оди, ќе ги интервјуира балистите. Ви кажав, описот на проектот е дека наведени се 3 различни градови, каде преку снимени видеоматеријали ќе се промовираат некои особености и автентичности од културното живење на овие градови. Нигде во описот, односно на апликацијата, он не наведува дека ќе оди со навивачките групи да прави интервјуа. Ние ова го прифатив, односно комисијата ова го прифатив. Сега, откако ги имаме овие аргументи, ќе се нап комисијата ќе работи на случајот, ќе се пратат инспекцијски служби и ќе го утврдат фактот. Не можам да знам зошто он тоа го направи. Но инспекцијските служби ќе го направат својот. Колку чини проектот и во кој оштова? Значи 150.000 денари е буџетот со кој што ние го имаме прифатено проектот и се работи за овие 3 проекти. Не е само тој. Значи има уште 2 други, за Кратово и за Кичево.